Добар ден! Денеска започнува новиот циклус емисии 0 месеци плюс на телевизија Телма, посветени на развојот и здравието на најмалите. Во првата епизода од новата сезона ќе зборуваме за тема која што е поврзана со зрелоста на дигестивниот тракт и начинот на исхрана кај бебињата. Во првите месеци после раѓањето бебињата похранењето блјуцкаат, без разлика дали цицаат или пак се хранат со вештачко млеко, односно пијат млеко од шишенце. На оваа тема, односно на прашањето зошто бебињата блјуцкаат, ќе зборуваме со денешниот гостин, примариус доктор Душко Фидановски, шеф на одделот за неонатологија во Аџибадем Систина. Добар ден и добре дојдовте во 0N+. Ќе зборуваме за блјуцкање, по соодветен термин не најдов, медицинскиот е регургитација, но мислам дека гледачите ќе сватат многу подобро зашто зборуваме доколку го користиме оној прифатен термин блјуцкање. Па да го дефинираме прво самиот термин. Така, што е тоа и зошто се случува? Да, се работи за практично враќање, регургитација, враќање на млекото од стомакот, значи од желудникот, каде што оди после цицањето, во устата и излевање на тоа млеко надвор од устата кај бебињата, и тоа обично започнува некаде од втората или четвртата недела после породувањето и трае некаде најчесто во првите 3, а може и 6 месеци да се појави. Таа појава која што многу често ја гледаме, практично мислам дека нема бебе кое што го нема овој термин кој што сега го објаснував. Се работи за мала количина на храна, се работи за млеко, тоа не е она форсирано исфрлање на млекото, туку едно спонтано сливање и најчесто се јавува кога бебето се стави во хоризонтална положба, односно кога се легне, меѓутоа може да се појави дури и во исправена положба. Тоа е, веднаш да кажам, појава која е физиолошка, добро рековте, адаптација практично на дигестивниот тракт на храната, без разлика дали се работи за мајчино млеко или се работи за формула, при што многу почесто се појавува кај децата кои што се на вештачка исхрана, бидејќи причината за враќањето на храната, за регургитацијата, за блјуцкањето е токму воздухот, кој се голта при исхраната. Бебето колку е полакомо, повеќе голта воздух, исто така кај деца кои што се поплачливи, плачковци што ги викаме ние, исто така голтаат повеќе воздух, така да тој воздух мора да се исфрли. Исфрлајќи го воздухот, се исфрла и мала количина од млекото. Значи, напоменувам, се работи за излевање само на мала количина млеко, мала, под тоа подразбирам некаде 5 до 10 милилитри на течност, и тоа е нешто што го одвојува, да речеме, од терминот повраќање. Родителите се често загрижени дека бебињата кога блјуцкаат го исфрлаат целото млеко, смета дека треба повторно да ги нахранат, но не се работи за таков проблем, тоа да го разјасниме. Нема потреба, голема грешка. И најголемата грешка ги пријадуваат и доведуваат до тоа да почне да повраќа тогаш. Значи да влезе во нешто што може да биде патологија, иако и повраќањето, што се мисли дека се работи за нешто што е под притисок, значи форсирано, поголема количина на течност на млеко. Најчесто повраќањето оди во млаз, значи се исфрла малце на далечина, не оди само сливање од устата, така да и повраќањето може да биде како причина за практично физиолошка една појава заради прејадување. Јас најчесто им велам на родителите, за да видите колку навистина повратило, бидејќи кога ќе се види она флека на чаршавчето водена, ги фаќа паника, изгледа страшно дека целиот оброк го повратило детето. Пробајте со шприц од 5 милилитри да истурите на подлогата вода, течност ќе видите колкава флека ќе се формира, дамка ќе остане, така да со тоа ќе видите дека уствари се работи за многу мала количина на млеко, а не целиот оброк како што обично сметаат мајките. И тогаш може да се смират, посебно бабите, така да. Како да им се помогне на бебињата кои што го имаат овој проблем, кои што исфрлаат дел од храната после цицањето или после пиењето млеко од шишенце? Како да подждригнат? Да. Па, освен воздухот, значи втората причина за блјуцкањето представува слабоста на еден мускул кој што се наоѓа помеѓу стомакот и хранопроводникот и кој не дозволува млекото да се врати назад од стомакот. Меѓутоа сепак тој мускул не функционира соодветно, тоа исто е нормално во првите 3 месеци и пропушта дел од храната да сепак да се врати назад.
Така да она што најчесто треба да се направи е да прво да не се прејадува бебето, значи да не се форсира со давање на плюс храна, течности, чаеви и така натаму. Да се поставува во исправена положба после оброкот, и тоа 15 па некогаш и 30 минути, за да воздухот кој што се собрал во желудникот, кој што е полесен од млекото и се наоѓа во горниот дел, да успее да излезе надвор, дури тоа на подригнување практично кај бебињата, да тоа се случува и во текот на хранењето. Значи додека се храни бебето, после да речеме неколку минути, да се престане, да се направи една мала пауза, да подригне детето или тоа самото подригнува во текот на оброкот и потоа да продолжи понатаму со другата количина на храна. Значи тоа е она едноставно начин на кој што ќе се избегне ваквото исфрлање на млекото или исфрлање во поголема количина, или кога ги ставаме, да речеме, бебиња кои повеќе блюцкаат или враќаат млеко, да не биде на рамно да лежи, него може малку да се искоси подлогата, значи не да се ставаат перници од оздола под главата, него целиот душек да малку се подигне. Не само да се избегнува ставање на децата на стомак, сметајќи дека на тој начин ќе се превенира аспирирање на храната, бидејќи токму спротивно ќе се случи лесно и почесто се јавува аспирирање на излеаната содржина ако бебето се стави на стомак да лежи, посебно да спие. Значи секогаш ставајте го на грб. Така. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Гледачите кои што имаат прашања поврзани со оваа тема слободно можат да се јават и да ги добијат одговорите. Исто така, родителите се загрижени доколку ова се случи во сон. Некако имаат страв дали доколку детето блюцна во сон, тоа може да биде опасно. Се случува ли тоа во сон? Да, се случува и во тек на спиењето. Дали тоа значи навечер, се извинувам што прекинувам, кога се дои бебето треба да се држи во исправена положба? Да, и навечер после оброк секако, оние 15 на минути по оброкот треба да се пред да се легне во креветчето и секогаш кога спие, реков веќе најсигурната положба за спиење, најбезбедната е спиењето на грб. Така. Или лесно закосено на страна, меѓутоа никако спиење на стомак, бидејќи постојат таму заштитни механизми во устата и во ждрелото на новороденото кои го штитат од аспирирање, значи од загрцнување со млекото кое евентуално би се вратило назад. Бидејќи некогаш имаме регургитација, блюцкање кое не е видливо. Така. Значи кое не го гледаме ние, меѓутоа млекото се враќа во хранопроводникот, доаѓа некаде до грлото и пак се враќа назад. Тука постои опасност тоа млеко кое не го гледаме да биде аспирирано, посебно ако бебето се стави да спие на стомак. Така, имаме гледач на линија. Може да го вклучиме. Добар ден, повелете. Добар ден. Имам едно прашање до докторот. Повелете. Јас сум мајка на двомесечно бебенце. Токму за ова блюцкањево ми интересира, се случува навечер да го држам во исправена состојба дури и по скоро час и пол и никако да подвдригне. Дали во таква состојба да го легнам да си продолжи да си спие или да упорно да чекам да подвдригне? Ви благодарам. Бидејќи ми е страв при блюцкање да не се задави, да не му се случи нешто и така натаму. Така. Да, веќе ова нешто малку го издискутиравме. Не треба да се инсистира на предолго држење во исправена положба, бидејќи бебето најверојатно за време на оброкот додека цицало уште го исфрлило воздухот и многу поретко се случува да децата кои што се на исхрана со мајчино млеко да голтаат воздух. Обично голтањето на воздух е нешто што почесто се случува кај децата кои се хранат со формула, со вештачко млеко. Доколку позицијата на тука има ли некои трикови како да се држи шишето? Да, може шишето ли тука? треба да се држи на тој начин да прво треба да се земе цусла кога веќе се користи такво нешто, да земе цусла со многу мало отвор, велиме ние, односно цусла која малку пропушта млеко, дури сега постојат и специјални типови на цусли кои што го имитираат на некој начин, да речам, доењето, а пропустливоста на цуслата треба да биде таква да кога ќе се сврти шишето на опаку, да млекото истекува капка по капка, а не во млас. Тоа е, да речеме, под наводници добра цусла и кога ќе се постави шишето во положба за исхрана, да оној дел каде што е широкиот дел кој што влегува на винтот на
на шишето да биде исполнет целиот со млеко, да нема Така. дел млеко, дел воздух, во тој случај може да навлезе поголема количина на воздух во стомакот, а и самото вештачко млеко како потешко сварливо создава поголеми количина воздух, така да проблемот со подригнување и со исфрлање на поголеми количини на воздух и на повраќање и блюцкање се најчесто кај децата кои што се на исхрана со вештачко млеко. Споминавте дека има разлика помеѓу блюцкање и повраќање. Споминавте и отприлика на каков начин може да се направи таа разлика. Која е причината која што доведува до повраќање? И како родителите всушност да знаат за што точно се работи? Па и повраќањето може да биде како причина за повраќањето да се јави голтањето на воздухот или нефункционирањето на овој механизам што го спомнав, тој оној мускул кој што го затвора желудникот и не дозволува се враќа храната, при што може и тогаш да се појави, значи не блюцкање, него исфрлање на поголема количина на млеко. Кога велиме повраќање, сметаме на количина која е поголема од овие 5 до 10 милитри кои што веќе ги спомнав. Обично е форсирано, велиме, повраќањето, значи се исфрла млекото надвор од устата, значи во млас практично повраќање. Може да биде поврзано со хранењето, меѓутоа може и да не биде поврзано со хранењето, значи повраќање кое не е поврзано со оброк исто може да представува знак на патолошко повраќање. Количината на храната, на млекото што се исфрла, понатаму бојата на содржината што се исфрла, значи ако не е чисто млечна, ако има примеси жолти или зелени, исто може да не наведе на знак дека нешто се случува како што не треба. И секако општата состојба на детето. Децата кои што имаат повраќање од патолошки причини заради болест, општата состојба не им е добра, не се весели, тие губат течности, дехидрираат, памперсите најчесто може да се примети по тоа, забележи по тоа што памперсот останува неисполнет со урина 3 до 4 часа, значи е сув. Тоа исто е еден од првите знаци кои родителите може да забележат дека детето им е дехидрирано. Тоа се знаци, да речам, кои може да алармираат, да дигнат црвено знаменце и да треба тогаш да се оди на лекар и да се види дали се работи за некој проблем или се работи за нешто што е очекувано. Какви испитувања најчесто се прават кога бебето ќе се однесе на лекар? Како се диагностицира состојбата? Најчесто обичен преглед, општ преглед, се гледа дали има знаци за дехидрирање кај бебето, значи да речеме какво е нивото на фонтанелата, велиме ние, тоа е оној отвор на главата кој што треба да биде во ниво на коскениот дел, а не под ниво. Се гледа состојбата на кожата, на јазикот, дали постои знаци за дехидратација. Се прегледува стомакот, дали е напнат, дали е исполнет со воздух или е вовлечен. Исто така многу битен знак ни е столицата, како изгледа столицата кај бебето, ако е таа нормална, она златно жолта што ја викаме столица кај бебиња кои што се на мајчино млеко, тогаш е се во ред. Ако столицата има поинаква боја или нема соодветна столица празнење, и тоа може да е патолошки знак. Секако постојат и други дополнителни испитувања, како што се ултразвучните снимање на стомакот, на желудникот. Понатаму рентгенолошки испитувања доаѓаат во предвид да се направат, лабораториски испитувања, биохемиски испитувања, значи има голем број на испитувања кои треба да се направат за да се дојде некогаш до дијагноза ако се работи за патолошко повраќање. Значи кога веќе спомнавме патолошки причини за повраќање, најчесто се јавуваат во склоп на состојби кои се поврзани со инфекции, да речеме, на дигестивниот тракт, меѓутоа и состојби инфекции кои не се лоцирани на дигестивниот тракт, бидејќи повраќањето е еден од симптомите кои најчесто се јавува кај болно дете. Така да исто така може да е реакција на медикамент внесен, на храна внесена и секако едно од многу честите повраќања треба да се знае дека е повраќањето заради алергијата на протеините на кравието млеко. Така. Тоа се јавува често, на таа тема веќе имавме неколку емисии. Исто така сакам да ве прашам за рефлуксот. Колку често се јавува рефлукс кај бебињата? И како родителите да знаат дали нивното дете има рефлукс? Рефлуксот е многу честа појава во детската возраст, посебно во првите 3 месеци. Значи повторно тој период од некаде 2 недели па до 6 недели тогаш почнува рефлуксот да станува поманифестен. Така. И се работи за нефункционирање на оној мускул кој што
ја задржува храната во стомакот, се враќа храната назад. Така? Може да биде видливо, како што реков, да се исфрла надвор, меѓутоа може да имаме само враќање во хранопроводникот. Рефлуксот е најчесто нормална физиолошка појава и е транзиторна, велиме ние, поминува. Обично 3 месеци трае, најмногу 6 месеци и после тоа поминува. Доколку не даде одраз на општата состојба кај детето, доколку нема губење во тежина, има нормална столица, изгледа задоволно, тие се викаат оние деца кои што ги викаме задоволни блюцкачи или повраќачи, да, кои одлично изгледаат, меѓутоа повраќаат, напредуваат супер во тежина, тогаш се работи за нормална физиолошка работа. Значи некаде околу 60% до 70% од деца на време родени имаат рефлукс, а дури 80-90% децата кои пред време се раѓаат. Така да се работи за нешто што е... Односно по два загрижени родители. Да. Так. Секако враќањето после овој период, значи после овој период појавата на враќањето на храната или ненапредување во тежина, лоша општа состојба веќе треба да не наведе дека се работи за патолошки рефлукс, тогаш зборуваме за болест поврзана со рефлукс или рефлуксна болест која има и други симптоми, голем број на симптоми кои што се појавуваат и кои што не наведуваат на помисла дека може би се работи за патолошки рефлукс кој треба да се лекува. Так, на кој начин се лекува, може би сосема кратко, и дали треба нешто да се преземе кај среќните блюцкачи, како што рековте, или едноставно блюцкачи не треба ништо да се преземе, освен ова што веќе го кажавме, позиционирањето и кај патолошкиот рефлекс, исто позиционирањето е многу важно, практично тие деца постојано треба да бидат во исправена положба и да спијат во исправена положба. Има специјални како држачи во кои што се ставаат децата така да никако да не бидат во легната положба. Се оди на давање на така наречени изгуснувачи на храната, на млекото. Ако се работи за деца кои што се на вештачка исхрана, им се додаваат оризова пулпа, тоа се препарати на база на оризова пулпа, или постојат специјални формули од адаптирано млеко кои што се погусти, така да на тој начин тоа е она што прво се прави. Доколку се работи за состојба која не може на ваков начин да се надмине, има и медикаментозен третман, кој што е малце по-сложен и има поголем број на нуз ефекти, а во најтешките случаи може да се примени дури хируршки третман. Сега се навратим уште на самиот крај за она физиолошка состојба, значи родителите треба да бидат смирени, едноставно да знаат дека таа состојба е минлива. И доколку детето добро напредува, тогаш нема никаков проблем. Секако дека треба да се провери од лекар. Ова се знаците кои што веќе ги спомнав, кои не треба да ги смират или да ги алармираат родителите. Меѓутоа за секој случај треба да се провери, да се посети педијатар кој ќе го потврди тоа или нема да го потврди. Така да доколку имате дете кое што блюцка или повраќа, меѓутоа е среќно, задоволно, добро напредува, има добра столица, ги полни памперсите со урина на секој 3 до 4 часа, значи дека се работи за сосема нормална физиолошка состојба на која ќе се навикнете и ќе бидете смирени, нема да реагирате панично, така да очекувајќи да тоа се надмине и ќе се надмине на вистина некаде после 3-тиот или 5-тиот месец. Така. Ви благодарам што бевте дел од 0N+, што ја отворивме новата сезона на емисии. Се надевам дека повторно ќе бидете гостин во студијата. Со задоволство. Ви благодарам што бевте дел од 0N+, и вам. Утре исто имаме една интересна тема, ќе зборуваме за првите запчиња кај бебињата со професор доктор Саракинова. До гледање.